Познавачите на политичките случувања во земјата со различни ставови во врска со одлуката на Демократската унија за интеграција за нејзиното повлекување од владата. Според Исмет Рамадани, повлекувањето на министрите на партијата од владата создава услови за формирање на нова техничка влада со технички и политички надлежности. Може да се оди со техничка влада, со проширена влада која може да има политички и технички надлежности. За овие модалитети овие денови со сигурност ќе се разговара и дефинитивно ќе се преземе насока за решавање, и тоа со инволвираност, дури би рекол со притисок од страна на меѓународната заедница, особено од САД. Универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски вели дека со заминувањето на ДУИ од извршната власт, 5 јуни се бетонира како датум за избори. Едното сценарио би го нарекол најпростачко сценарио, пригодно на ДУИ во целава ситуација, тоа е дека ги бетонираат изборите за 5 јуни, им помагаат класично како што досега правеле на ВМРО, ДПМН, го прават скоро неминовно распуштањето на собранието, оваква општа блокада и хаос внатре во собранието, и практично ја буткаат работата на фиксирање, просто паника прават за изборите на 5 јуни. Политичкиот аналитичар Александар Пандов вели дека ДУИ го презела овој чекор во согласно со меѓународниот фактор за изборите да се одржат на 5 јуни. Мислам дека се потврдуваат. Сега ние немаме фактички влада и со овој потек на ДУИ апсолутно нешто што мора да се направи, а тоа е да се излезе на избори на 5 јуни. Дополнително што би додал, тоа е дека општо е познато дека во Македонија албанските политички представници имаат блиска комуникација со американската амбасада како амбасада. Джес Бејли како нејзин представник, кој што е гарант на договорот Пршински и на тоа дека ќе има на 5 јуни, мислам дека и во согласност со американската амбасада ова го има направено ДУИ. Според политичките аналитичари, тие ќе ја очекуваат следната одлука од редовите на ДУИ, која е оставена во рацете на претседателот на партијата.